Рацин. Тука имам забелешка за разлика од претходното училиште Гоце Делчев, таму има биланс на приходи и расходи и има компарација со 2024 и 2025. Значи јасно се гледа која е разликата на потрошени средства. Кај вас е, да речам, тука наведено само за 2025 година. А друго исто, како и претходното училиште, 98% од дотацијата од влада за плати, останатите трошоци како што гледам за горива, за грејење, ви ги покрива општината. Значи видов за тоа, а за тоа што велите дека, например, да, не треба, точно дека не треба да се затворат училиштата во селата, меѓутоа голем дел од младите, ќе земам нашето село пример, поради тоа што, не знам, дали тоа што немаат некои услови, да речем, по селата, ние како општина мора да обезбедиме подобри услови за живот, а поради тоа што гледаме дека се иселуваат младите и нема деца, значи не е начин само да се каже не треба да се затворат, точно дека не треба да се затворат, туку треба да се задржат граѓаните да живеат во општината и да му се обезбедат подобри услови и плати. А за покачување на плати и подобри услови ситуацијата гледаме дека не е добра. Од друга страна имаме огромна инфлација. Тоа е тоа. Немам други прашања, само имав одредени забелешки во врска со завршена сметка. Благодарам. Во врска со прашањето се да се задржуваме конкретно на материјалот што е во документите, дали некој друг има прашања? Точката е ставам на гласање, кој е за? 10 гласа за. 10 гласа за, против, воздржан 1. Ви благодариме на присуството. Точка број 4, предлог одлука за усвојување на завршна сметка на Основно училиште Браќа Миладиновци во Грушево. Повелете. Само исто забелешка имам како училиштето Кочо Рацин, нема од 2024 да направиме компарација, а друго имам прашање во врска со исто со
плати, да речем, од дотацијата околу 98%. Дали имате воспоставено контакт со невладини организации или со амбасади за да донираат, например, да се изгради фасадата на основното училиште Браќа Милодиновци во село Дедевалци? Благодарам.
билансот на состојба тука заприметив пренесена загуба 6.285.361 денар, плюс за претходната година имаме 1.288.399 денари. Значи вкупно имаме предпријатието должи 7.573.760 денари. Од претходни години колку е загубата? Така. Во ред, тоа ми е прашањето. Почитуван градоначалник, почитувани советници, еве до директорот едно прашање. Како жител на посеченото село Подино, не се согласувам баш за кражбата на вода, затоа што јас сум таму. Во Подино има некаде, не знам точно, 7-8 приклучоци. Не се занимаваат со да садат бавчи нешто или стока веќе изумрено е. Стоката еве лично јас само чувам, таа е оддалечена 1 километар од селото, што значи не можам да ја користам таа вода, јас користам други води. Затоа ви предлагам по совреме да ја зафатиме работата пред да почнат проблемите со сушите, да го решиме проблемот, да не настанат недоразбирања како лани. Ние ви стоиме на располагање, ако треба нови сатои да се наместат, да се види мрежата ако е некој проблем. Исто и со цената, нас не ни е проблем дали ќе биде 30, 35, 40 водата. Значи, ние бараме вода да имаме и да си ја платиме водата честно поштено, пошто општината го зеде водовод. Тоа е, од мене мислам дека кражба во Подино јас гарантирам дека не може да се случи. Загубата е дури да дојде до селото е загубата. Ја знаеме ние кај е загубата, ама сега не сте ние надлежни за да го кажеме, тоа треба вие да решите. Да, па се знаеме ние, ама не можем јас да го кажем тоа. Има, затоа ќе се провери мрежата. Да се сменат, затоа стоиме, за сатоите да се сменат. Оти види што се случува сега, дури користиме вода од нашата вода, вие знаете каква е таа вода, веќе да не зборам каква е. Сатоите сите се наполнати внатре со песок, со ѓубре и може и жаби да има, значи тие сатои не може да функционираат. Така. Не се многу сатои, да ги замениме и да се почне како што треба. Фала. Ставам на гласање, кој е за? 10 гласа за, против, воздержан 1. Точка број 6. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ЈКП Прва хигиена општина Могилев за 25-та. Дали имаме прашање по оваа точка? За годишниот извештај. Точка број 6. Мислам дека заедно ги образложивме. Може да ја ставам на гласање? Точката ја ставам на гласање, кој е за? 10 гласа за, против, воздржан 1. Точка број 7. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на буџетот на општина Могилев за 2025 година. Дали имам прашања? Јас имам тука прашања, имам и воедно забелешки. Значи, билансот на расходи по завршната сметка, како и кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Могилев за 2025 година од 1.1 до 31.12.2025. Тука не стои никаде подпис, да речем кој го изготвил, ниту е заверен како претходните што ги доставија. Исто така и кварталниот извештај образец К1 не е ни подпишан. И зошто со овој квартален извештај не ни доставивте образец К3, каде што се гледаат обврски кон добавувачи на општината
долгорочни и краткорочни кредитирања на општината. Не знам што се крие. И друга забелешка имам, еве веќе влеговме во март месец, од ноември сме тука. Звучникот, да речам тука што е во салата, се уште не е направен и сенниците воопшто не се слушаат. Значи граѓаните не знаат зашто ние се расправаме тука, за кои точки одлучуваме, за како ги кажуваме нашите ставови по однос на сите точки. Значи 5 месеци звучникот не е направен. Значи по однос на точката да се навратам. Фали тука образец К3, каде што се наведени обврски на општината кон добавувачи, како и кредитирања од странски или домашни банки. За тоа имам забелешка. А друго што, како што можам да видам во билансот на расходи по завршена сметка, кај капиталните расходи планирани биле 75 милиони 527 илјади 485 денари. Реализација имаме само 37 милиони 192 илјади 858 денари. Значи премногу слаба реализација на капитални расходи. Значи она што било ветено како што е асфалтирање на улици по селата, поставување урбана опрема, само имаме 50% реализација на капитални расходи. Значи немаме никакви капитални проекти во општината. Ова е премногу низок процент на реализација на капитални проекти. Други забелешки што имам во врска со завршната сметка, тука гледам кај стоки и услуги во расходите. Патување во странство, хранарина. Имаме потрошено 535.923 денари. Патување во странство, патни расходи. Повторно 610.146 денари. Патување во странство со сместување 192.397 денари. За какво патување се работи? Дали некое патување што ќе има некој придонес општината, дали некој ќе вложи тука, кој патувал, сакам да ми образложите во врска со овој расход што е над 22.000 евра. Зашто било ова патување? Одиме понатаму. Течни горива 468.321 денар. Потоа горива и масла 786.117 денари. Прехранбени пијалоци и продукти исто висока сума 10.000 евра скоро 629.625 денари. Друго, договорни услуги. Имаме 3.612.137 денари. Кои договорни услуги се тука стануваат збор? Дополнителни активности, значи нема детално образложение, 529.200 денари. Одиме понатаму, тука оваа точка баш расходи за репрезентација, 1.122.639 денари. Значи од 2025 година, не знам, некако премногу се расфрлање на пари гледам тука за некои трошоци кои што требало баш да се намалат заради заложувањата на општината. Други оперативни расходи 637.676 денари. Каматни плаќања по кредити овие се 184.289. Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 659.190 денари. Значи како прво не е ни потпишан овој квартален извештај, а и нема образец К3. Имам забелешка за тоа. Така да сметам и за оваа точка треба или да се направи пауза или да се одложи за наредна седница, бидејќи не е формално правно истата, не е потпишана. Благодарам. Се враќаме на точка број 7. Колку гласа имаме за? 9 гласа за. Против? Воздржан? Против 2. Точка број 8. Предлог одлука за Предлог одлука за усвојување на годишен извештај на општина Могила за 2025 година. Дали имам прашања? Повторно јас имам прашање. Исто.
самиот годишен извештај, кон финансиските извештаи за завршена сметка наместо 2025 пишува 2024 горе. Предпоставувам техничка грешка. Друго, исто и на овој извештај не стои никаде подпис од кој е изготвен истиот. И исто така, во точката број 5, извештај